Обиди за бришење на македонскиот јазик во различни форми. Силни пораки од државниот врв за обидите за загрозување на македонскиот јазик втор ден поред. Изминатива 30 години имаше обиди за бришење на македонскиот јазик, кои што варираа од негово грубо негирање преку еуфемистично преименување, па се до тавтолошко до објаснување во фусноти во официјалните документи на некои меѓународни организации. Претседателката на 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик алармираше дека поопасни од надворешните се внатрешните негирања. Првенствено намалување на значењето на службената употреба на македонскиот јазик во државата. Мора да се инсистира на примарноста на македонскиот јазик во службената и во државната комуникација на сите нивоа, од локалната самоуправа до владата и собранието и останатите институции, како и во образованието. Македонскиот јазик е загрозен и внатре во самата држава, каде не е подеднакво почитуван на целата нејзина територија. Уставниот суд во чиј капацитет веруваме е на потек да воспостави правилна употреба на македонскиот јазик како официјален јазик за меѓусебно разбирање на сите граѓани на целата територија на државата, согласно општо прифатените меѓународни прописи во светот и Европската Унија, каде што ние целиме. Академската фела ги истакнува англизмите како најголем предизвик за употребата на македонскиот стандарден јазик. Тешко можеме да се справиме за тоа што тие влегуваат на дневно ниво во огромен број, дури зборувавме дека не можеме ниту да ги попишеме, да видиме со колкав број на англизми станува збор и тука и не завршува работата, туку англискиот почнува да влијае за жал и врз структурата на јазикот, тоа е многу поопасно отколку овие површинскиве лексеми. Македонскиот јазик е единствен јазик од словенскиот свет што нема свој корпус. Нема етимолошки речник и затоа сега интензивно се работи и очекуваме до крајот на оваа година првиот том да излезе. Меѓутоа истовремено немаме и корпус на македонскиот јазик. На свечената академија одбележување на 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик која се одржа во Ману. Присутни беа министри, научници, представници на дипломатскиот корп, професори. Габриела Лескова, Сител телевизија.